Фудбалерите на Тиквеш ја започнаа серијата на пријателски контролни надпревари. Спортскиот директор Евтим Илиев го прашуваме како е планот, се знае ли возниот ред за овие контролки? Овие припреми имаме 4 контролни надпревари закажано. Првата е денес со САСА. Наредниот е веќе во недела на 17 јули. Исто во 17:30 часот, исто во Кавадарци, ќе играме против Кожув. После него гостуваме во Битола на Пелистер на 23 јули и последниот контролен надпревар што ни е закажена на 27 јули исто во Кавадарци против Работнички. Подготовките целосно ќе се одвиваат овде во Кавадарци, значи сега веќе нема дилеми, не се оди никаде. Да, се донесе одлука дека нема потреба нигде да се патува ова лето. Имаме услови за подготовки да се одвиваат тука во Кавадарци, имаме потреба да правиме дополнителни трошици и остануваме во Кавадарци до крајот на припремите. Што е со меморијалот Вуко Каров? Вуко Каров оваа година заедно со стручниот штаб одлучивме да го одржиме некаде во септември, кога е првата репрезентативна пауза. За време на недели, така? Да, има 9 недели репрезентативна пауза, период кој што може да го искористиме да го одржиме во Кокаров, да не биде ни премногу жешко времето, се надеваме на добро време. Сакаме да дојдат и по-добри екипи да присуствуваат на оваа година во Кокаров и со оглед дека светското првенство е во ноември, дел од екипите веќе имат закажано припреми, други пријателски надпревари беше тешко да се организирали, требавме со не толку, ајде да не речам лоши, туку по-неатрактивни противници да го правиме, така да се надевам дека во септември ќе имаме подобар ростер на екипи кои што може да присуствуваат на Вукаров. И последното прашање, сега за сега како ти стои ростерот? За Тиквеш трансфер периодот оваа сезона е генерално завршен. Никогаш не били, мислам дека толку нема да имаме нови играчи. Шефот Владко Костов е задоволен од екипата и од ростерот со кој што располага. Комбиниран состав, повеќето се постоечки играчи на кои што он ги добро знае и добрите и лошите страни. Дополнивме со неколку играчи од кои што претежно имавме добро познавање на нивните способности и можности. Нема експерименти со некои играчи со кои што нема познавање, кои што не ги знаеме ниту ние, ниту шефот. И имаме и еден-два млади играчи кои што го дополнуваат тимот, така да има добар солиден ростер на играчи. Бензинска пумпа ДМД Оил.